Почитувани, загрижени сме како и сите граѓани за големата смртност, хаотичните мерки и немањето на стратегија за справување со COVID-19. Сметаме дека Македонија со други кадровски решенија може многу поуспешно да се носи со целокупната состојба во здравството. Причини за одговорност на министерот Венко Филипче, бидејќи рекоа дека нема ни една причина за оставка. Под број 1, со сите сили, надвор од сите досегашни научни сознанија, по предлог од неговата Комисија за заштита од заразни заболувања, се направи стратегија за да се спречи ширењето на COVID-19, односно да се сведе на најмногу 2000 позитивни за цела држава. Иако науката од досегашните искуства кажуваше дека не е можно да се спречи ширење на горно-респираторна инфекција, туку може само да се одложи. При тоа се презедоа драстични мерки, епидемиолошката ситуација беше мирна, се потрошија повеќе од 1,5 милиарди евра, се стопира економијата, образованието, социјалниот и спортскиот живот. Бројката од 2000 позитивни ја достигнавме на 26. мај 2020 година. Втора причина, не се избра модел или стратегија за справување со COVID-19. Со лажно прикажување на позитивните како заболени, се направи непроценлива штета на државата. Во тек на летото, поради ваквите привидни бројки, бевме изолирани скоро од сите околни држави. 3. Иако никогаш не се прогласи завршување на првиот бран, се дозволија голем број на јавни собири во тек на летото, концерти, свадби, прослави. Во тоа време комисијата се опушти, не се испланира почетокот на школската година, не се одржа ниту еден симпозиум или конференција за изедначување или создавање на доктринарни ставови за лекување на болни со COVID-19. Не се изработија релевантни диагностички протоколи. 4. Денес со околу 28.000 позитивни и 949 умрени се бара вина кај народот, кај политичките опоненти, кај стручните лица, кај сите освен кај себе. За жал и покрај невисоката смртност во светот, ако се анализираат само последните месеци, по милион на жители, изостанува одговорност, чувство на грижа на совест, но пред се изостанува анализа. Нема стручна комисија која ќе утврди дали и зошто имаме висока смртност. 5. Направени се над 230.000 PCR тестови. Зошто и како некој дозволи тестовите да се движат од 30 до 100 евра, а понекогаш во хитни случаи и по 200 евра по тест. 6. Не се направи специјално тело комисија за справување со COVID-19. Во работата на сегашната комисија не е вклучен ни еден специјалист инфектолог кој работел најмалку 10 години на оделение за респираторни инфекции. Почитувани, бидејќи се обврзавме дека здравјето на сите ни е најважно од се прашувам дали навистина е така. Во период кога очекуваме епидемија со сезонски грип, судирот на COVID-19 и грипот е сериозна закана. Сезонскиот грип ќе ги исполни болниците, ќе ги десеткува здравствените работници, ќе ја зголеми смртноста и паниката. 7. Водејќи грижа само за болни од COVID-19, ги запоставивме хроничните болни, болните со малигни заболувања, систематските прегледи, превентивните мерки и така натаму. 8. Во период во кој е започната сезоната на настинки и други респираторни заболувања, се тестира или се бара диагноза за потврда само за COVID-19. Дали Министерството размислуваше и обезбеди тестови за други причинители, како аденовируси, инфлуенца, параинфлуенца, микоплазма, пневмонија, инфекции кои тешко клинички се разликуваат од коронавирусна инфекција. Во есенските и зимските месеци мораме паралелно со SARS-CoV-2 да тестираме за уште најмалку 10 можни причинители на горно-респираторна инфекција. 9. Ако се грижиме за сите, зошто не се вакцинирани ризичните групи за сезонскиот грип? Вакцината за грип секогаш на северната хемисфера се спроведува во месец октомври. Препораките на СЗО за оваа година беа да се зголеми бројот на вакцинирани. Кај нас се уште не е почната вакцинацијата и најверојатно се уште немаме набавено вакцина. Препораките на СЗО се да се вакцинират најмалку 75% од припадниците на ризичните групи. 10. Ако се грижиме за кондицијата на здравствениот систем, се грижиме ли за здравствените работници? Дали е обезбедена бесплатна вакцина против сезонски грип за сите здравствени работници? За
Подсетување, во земјите на Европска Унија, каде што се стремиме, и пред оваа пандемија, помеѓу 3 и 68% од здравствените работници се вакцинираат секоја година. 11. Комисијата мораше да има во предвид и да ја предложи на владата, преку Министерот за здравство, набавка на најмалку 100.000 квалитетни вакцини за сезонски грип, уште рано пред летото. Мораше да се предвиди дека поради зголемената побарувачка на вакцини за грип во светот, ќе има недостиг на вакцини. 12. Еве како вакцинираат некои од државите. Значи, Германија со 83 милиони жители има набавено 26 милиони дози за сезонски грип. Соединетите Американски држави помеѓу 194 и 196 милиони дози, значи вакцини за барем половина од сопственото население. Соседна Србија над 500.000 вакцини има набавено, значи некаде околу 6% од населението, и вакцинацијата им е започната по планот уште на 1 октомври, така како што секаде се почнува во северната хемисфера. Почитувани, еве ова беа само 12 причини за одговорност од многуте на Министерството за здравство. Немањето вакцини за сезонски грип од било која причина, дали е поради незнаење, закаснување со набавки, преоптеретено само со една болест, за сите здравствени работници и за најголемиот број на хронични болни е голем пропуст со несогледливи последици и доволна причина сама по себе за оставка на Министерот за здравство, по било која основа. Дали тоа ќе биде побарање на премиерот како личен морален чин или побарање на јавноста. Останува да се надеваме дека оваа сезона нема да имаме грип. Ви благодарам.